Првото саботно издание на Дневникот на Канал Плюс. Добар ден, погледнете кои настани го одбележаа денешниот ден. Владата на Република Македонија со нова помош за земјоделците. Имено, донесена е одлука доматите кои се созреани втора класа да бидат предадени во преработувачките капацитети. 8 дипломирани правници, 7 историчари, 7 преведувачи од германски на македонски јазик, 7 текстилни инженери и 5 дипломирани економисти се на листата на невработени лица кои активно бараат работа. Синоќа на сцената на Центарот за култура се одржа премиерата на долгоочекуваната малограѓанска свадба. Од изведбата на актерите задоволни и режисерот и сватовите, односно публиката. Штипското културно лето со богата програма. Вчера во Дом на млади се одржа настан наменет за помладата генерација. Станува збор за промоција на албумот на членовите на PMG колектив, кој пред Штипјани се представија со новите 9, но и со нивните постари песни. Во продолжение на вестите погледнете што за албумот велат PMG колектив и како Штипјани ја доживуваат оваа група. Организаторите на 30-тото јубилејно Штипско културно лето и годинава одвоија термини за настани наменети за помладата популација, кои претежно ќе се случуваат во Дом на млади. Еден од тие настани беше и синоќешното гостување на македонскиот музички состав PMG колектив, кој пред Штипјани го промовираа својот нов 6-ти албум. Албумот, насловен како XU или Бившиот ти, за членовите представува враќање на почетокот на кругот до првиот албум, каде попатно се содруваа со своите постари и понови стилови кои ги користат и во најновите песни. Секој наш албум е некоја нова авантура, значи и технички, музички, па и до негде идеолошки. Имаме различни приказни, различни авантури, си дозволуваме се и се што, значи буквално бендот се менува од албум во албум и според она кои инструменти и која опрема ја користиме. За Попов секој нов албум е нова авантура, бидејќи промените се видливи, а повеќе од видливо за око, но и она што може да се слушне е женскиот вокал и синтесајзерот, кои досега не практикувале да постојат во нивните песни. Колку и да се обидуваат да вметнат нови стилови во своите музички дела, сепак членовите на PMG колектив со самиот наслов на најновиот албум докажуваат дека се уште кај нив постои една носталгија кон бившо југословенските песни. Се што испробавме разни стилови, фазони, окей, секоја што завршува у некој наш стил, а што и да правиме, али некако као да свртевме еден круг и се вративме со мислата кај што бевме на првиот албум, некоја комбинација на денс, рок со рефрени, некаква евокација на поп. И мислам дека се почувствува тоа и пошироката публика го почувствува тоа, за разлика од речеме минатиот албум кој беше малку затворен, херметички и немаше баш некоја голема реакција од публиката. Овој албум имаше неколку големи хитови. Откако по 18-месечна подготовка го издадоа албумот XU на 2 април, до синоќа истиот бил промовиран во повеќе градови во Република Македонија, но и надвор од границите на државата, претежно во бивши југословенските држави, благодарение на напорите на организаторите на Штипско културно лето и директорката на Дом на млади Вишна Шорова Ангелова, и Штипјани можеа во живо да ги слушнат новите 9 песни на овој култен македонски музички состав. PMG колектив се нешто као пионири у нивниот стил. Значи они се као првенци у Македонија за тој стил на музика, диџеј комбинирано со инструменталисти, нешто модерно, а сепак андерграунд. Може би се единствени, специфични и единствени, тоа е тоа, се кажува за нив. Од останатите настани кои во рамките на Штипско културно лето ќе се одржуваат во Дом на млади е вечерашнава ревија, насловена како Game On. Ревијата која се организира под менторство на доцент магистер Јордан Ефремов ќе започне во 22 часот. Владата на Република Македонија со нова помош за земјоделците. Имено донесе одлука во пресрет на барањето на земјоделците, кои во изминативе денови имаа проблем со пласманот на доматите во производството. Овие домати, кои се од втора класа, ќе бидат преработени.
Владата на Република Македонија донесе одлука да излезе во пресрет на барањето на земјоделците, производители на домати, кои што во изминативе денови имаат проблем со пласманот на овие производи. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков посочи дека во договорот со земјоделците беше договорено оние домати кои се созреани втора класа да бидат предадени во преработувачки капацитети. За секој килограм ние им одобривме додатна субвенција од 6,5 денари. Овие домати ќе бидат преработени во сок од домати, каде цената на откупот на домати на конзервната индустрија е околу 4 денари, имајќи предвид дека тоа е многу ниска цена за да можат земјоделците барем да ги покријат производните трошоци. Ние како влада им излегуваме во пресрет, рече Цветков. Оваа мерка е од ограничен карактер и таа ќе важи до 15 јули оваа година. Проценките се дека од 500 до 1000 тони би требало да бидат преработени во доматен сок и оти за тоа ќе бидат потрошени околу 80.000 денари од буџетот на Република Македонија. Според министерот Цветков, досега извозот на македонскиот домат оди добро и овој месец се извезени околу 6,500 тони домати. Привршуваат активностите на јавното предпријатие Камена река во Македонска Каменица за новата секундарна водоводна мрежа. До сега на оваа мрежа се приклучени околу 70% од корисниците на колективните стамбени згради. Каменичкото комунално предпријатие привршува со приклучување на своите корисници во новата секундарна водоводна мрежа. Имено почнувајќи од месец јануари, досега екипи на јавното предпријатие Камена река успеале да приклучат 70% од колективните згради, а индивидуалните згради на улиците Осоговска и 4 јули се целосно завршени, изјави директорот на комуналното предпријатие Камена река Маријан Јангеловски. Јавното предпријатие Камена река уште во месец јануар започна со приклучување на колективните и индивидуалните згради на новата секундарна мрежа. Во досегашниот тек се приклучени скоро 70% од колективните згради, додека кај индивидуалните згради улица Осоговска и 4 јули се целосно завршени, додека на улица 14 јуни и Вера Јосич работите се во завршна фаза. Во овој период исто така изведувавме нова мрежа на долниот дел на улица Осоговска. Направивме нова мрежа за модулна конфекција Астибо, вулканизер Дали и другите стопански субјекти во тој дел. Во Македонска Каменица, поради обновата на водоводната и канализационата мрежа, во овој период од годината местното население најчесто е без вода, но надлежните апелираат и за рационално користење на истата. Минатата година потрошувачката на водата беше околу 230.000 метри кубни, месечната потрошувачка е околу 20.000 метри кубни. Во летниот период доаѓа до зголемување на потрошувачката и потрошувачката некаде достигнува 30.000 метри кубни. Инаку јавното предпријатие Камена река за во наредниот период најави реализирање на активности за обнова на водоводната линија и на улицата Каменичка. Копаничарството е занает кој не продуцира млад кадар, а резбата е втемелена во македонскиот идентитет и култура. Овој став го делат членовите на единственото копаничарско здружение во Македонија, чиј член е Благојан Акиевскиот Блатец, еден од малкумината резбари на истокот кој целосно е посветен на овој занает. Со силна љубов и трпение, до ситно макотрпно делкање и впишување на деталите од македонската историја во дрвото, од кое се обликува единствена и оригинална резба, најскапоценото уметничко дело во кое е врежан македонскиот идентитет, традиција и култура. Тежината на овие врвни дела ја знаат само нивните мајстори, кои тешко доаѓаат до наследници, но се уште му прекосат на модерното време. Благојан Акиевскиот Блатец е меѓу последните копаничари на истокот, кој во тишината и убавината на својот крај секојдневно по цели 8 часа е оддаден на овој занает како негова основна дејност. Почнувањето на копаничарството ми е како сон, и тоа не го поврзувам со сон, затоа што основна, или како што реков, е можеби потрага по екзистенција. Инаку 2001 почетокот интересно беше што сонував дека нешто работам со дрво и наредниот ден на телевизија имаше документарна емисија за Свети Јован Бигорски, за резбите. Така некако, ако имаме некој
некои суеверија дека нешто е поврзано. И така пробав да изработам, почнав всушност да размислувам дали можам и јас да почнам да работам тоа што го видов на телевизија, нели поврзано со сонот. И тогаш во тоа време ми се види дека македонското сонце од Кутлеш има некако најправилни форми за почеток. Прави линии, после се испостави дека тоа е всушност потешок дел од изработката, затоа што имаш ти 16 симетрични делови и при резбата треба да ги погодиш да си исто. Неговиот избор е традиционалната македонска резба и сите нејзини детали, чие проучување е долготраен процес, кој трае до ден денес. Едно парче од А4 формат со дебелина од 5 см, со цветни мотиви, да речеме традиционални македонски, некаде 15 до 20 дена работно време од 8 часа. Како член на Сдруженијето Копаничар, тој со апел до институциите да се престане со носењето од други држави на ефтини резби како интериер и како мебел во институциите и во црквите и манастирите. Со тоа се унакажува нашата автентична македонска уметност. Имајќи ја во предвид и реткоста на овој занает, треба да се прават напори за продуцирање на нов кадар, бидејќи, како што велат од Копаничарското здружение, со резбарските дела во копаничарството презентираме голема цивилизација, а ние сме во рамките на големите светски култури. Инаку на Киевски, зад себе има само една самостојна изложба, а учествувал во повеќе колективни изложби и е активен учесник во сите колонии на Сдруженијето. За втор пат во Делчево се спроведе проектот Мишена патрола, полиција и родители во обиколка на најпосетуваните места во ноќните часови од страна на малолетниците. Мешана патрола од полициски службеници и родители синоќа направија обиколка на најпосетуваните места за ноќна забава на малолетниците во Делчево. Секторот за внатрешни работи Штип преку одсекот за превенција во координација со полициската станица Делчево, заедно со родителите за втори пат го спроведоа проектот насловен Мешана патрола, полиција и родители. Целта на проектот е да се промовира и зголеми квалитетот на однос од полиција и граѓани и да се подигне нивото на свеста кај родителите за потенцијалните ризици врз малолетниците, како конзумирањето на алкохол и други социопатолошки појави. Значи, целта на овој проект е ние како полициски службеници заедно со родители, представници на општината да направиме обиколка на местата каде што младите најчесто ги поминуваат ноќните часови, како се дружат и живеат во угостителските објекти и после 24 часот дали имаме присуство на малолетници во угостителските објекти, а до тоа до нивно присуство во угостителските објекти дали се точи алкохол на малолетниците. Минатата година родителите видоа како живеат децата и тие заклучоци кои ги донесовме беа запознати предпоставените полициски старешини на полициската станица и представниците на локалната самоуправа, значи за преземање на мерки кои се за подобрување на безбедноста за животот и движењето на децата по улиците и низ градот. При посетата забележани беа млади лица во групи кои се дружеа во градскиот парк, но не беше забележено недолично однесување или други нарушени социопатолошки појави. Сепак е во границите на нормалното. Сите што ги прашуваме знаеат дека до 24 часот треба да се од дома, дека после 24 часот не е дозволено легување во кафечи. Акцијата Мешана патрола, изведена од страна на инспекторите по превенција при полициската станица во Делчево, беше успешно изведена и ги замолуваме да има почесто вакви акции со цел да им се помогне на младите, а и на нас родителите. Заклучокот на родителите на крајот од патролирањето беше дека ваквите состаноци и надгледувањето на младите во ноќните часови се позитивни и треба да се спроведуваат почесто во иднина. Синоќа на сцената на Центарот за култура се одржа премиерата на долго очекуваната малограѓанска свадба. Од изведбата на актерите задоволни и режисерот и сватовите, односно публиката. За оние кои не успеаат да присуствуваат на премиерата, репризите се на 30 јуни и 7, 9 и 15 јули.
Гостите, односно сватовите, удобно сместени на округлите маси, со нетрпение ги очекуваа младоженците за свадбата да почне. И како што се најавуваше со месеци наназад, се случи очекуваната малограѓанска свадба. Многу музика, танцување, монолози, расправи и несогласување. Сето ова се случуваше во околу 120 минути колку што траеше премиерата на најновата представа на актерите од Штипскиот народен театар при Националната установа Центар за култура Ацо Шопов од Штип. Премиерата на малограѓанска свадба, олеснување за актерите, конкретно за Ангелка Нашкова, која ја имаше улогата на младата невеста. Иако задоволна од самата себе, Нашкова истакна дека после премиерата се чувствува полесна за 100 килограми. Се помина во најдобар ред, имавме долг процес, меѓутоа со оглед на тоа дека работевме 3 месеци, пробите ни беа малку полесни. Сега на крајот се види дека уствари не биле толку лесни. Задоволна сум од играта, задоволна сум од енергијата која што имавме денес на сцена. Што знам, ми останува само да ја поканам штипската публика да дојде и да ја погледне представата. Интерактивна, амбициозно смислена. Представата е дело на бескрајно вложување на сите актери кои покрај Ангелка Нашкова учествуваа во малограѓанска свадба, но и целосната посветеност од страна на младиот режисер Никола Ристов, кој е презадоволен од сработеното. Рече дека се гордее со сите колеги. Имаше многу труд, вложивме сите заедно и многу сум горд затоа што ова излезе баш групна работа која што ја видовме нели целиот продукт како изгледаше. Публиката мислам дека уживаше во представата и се надевам дека ќе продолжи да ужива уште долго време во неа. А публиката навистина уживаше во овој настан, кој одамна се нема случено на театарската сцена во Штип. Посебно интересно беше во сцените во кои самата публика, како сватови на свадбата, беше вклучена. Наздравуваше со сватовите, се смееше, со внимание ги следеше неколкуте монолози на актерите. Одлично представа, после долго време можам да кажам дека Штипскиот театар изненади со уникатна представа. Па мислам дека Никола секој пат прави уникатни представи и многу ми се допадна. Браво за него. Одлично, весело, најубаво до сега, најдобра свадба. Актерите супер сите. Пијан дури, ама добро, весело, важно. Добро, интересна представа беше вака баш за Штипско културно лето и мислам ми беше на уживање ова вечер. Морам да ги пофалам екипата на театарот, Штипскиот театар, одлично, прекрасно. За представата и пораката која беше упатена до публиката, со свое мислење и еден од повозрасните актери при Штипскиот народен театар, Раде Рогожаров. Се си има свое место, секој лик си носи своја тежина, секој лик си има своја порака. Во секој лик можеме да се огледаме и самите да се пронајдеме, помалку или повеќе, и да го извлечеме позитивното за човештвото, позитивното за нас. Штипјани кои не можеа да присуствуваат на премиерата малограѓанска свадба ќе може да ја гледаат на неколкуте репризи, и тоа на 30 јуни и 7, 9 и 15 јули. За прикажување на секоја реприза терминот е 19 часот и 30 минути, а цената на билетот изнесува 200 денари. Една од основните задачи на Црвениот крст е да врши едукација по прва помош. Нема ништо похумано од благовремено укажана прва помош на повредено лице. Првата помош во одредени ситуации значи спасување на живот. Во случај на загрозеност на човечкиот организам нема ништо похумано од благовремена укажана прва помош на повреденото лице. Секој треба да знае да примене прва помош, а една од основните задачи на Црвениот крст е да врши едукација. Првата помош е многу битна дејност. Црвениот крст континуирано врши обука за прва помош и нашето мото е дека првата помош спасува живот. Нашата интенција е првата помош да ја знаат учениците уште од најмали нози, односно од прво одделение па се до пензионерските денови. Ние како општинска организација на Црвен крст Штип континуирано вршиме обука за прва помош за возачи, која што е законска обврска. Обучуваме прва помош за во работни организации и несреќа на местото во работната организација. И исто така вршиме обуки за прва помош и во училиштата, односно ги организираме оние надпревари по прва помош кои што току завршија. Несреќите кои се случуваат во секојдневието бараат брз одговор. Првата помош не е само морална вредност, туку и законска обврска. Законска обврска е на секоја работна организација, односно на секоја фирма да поседува, односно да има обучено лице за укажување на прва помош, односно на секој 20 вработени да има едно обучено лице за укажување на прва помош со сертификат.
Секој од нас може да се најде во ситуација да треба да пружи прва помош, затоа бидете свесни, едуцирани и спремни да помогнете. Во тие моменти судбината на повредениот е во рацете на луѓето од непосредната околина. Во оние први 5 до 10 минути откако се случила несреќата додека да стигне итната медицинска помош, е многу битно да укажеме правилно прва помош со цел да го спасиме животот на човекот. Председателот на Општинската организација на Црвен крст од Штип изјави дека вратите се отворени за секого кој сака да научи да примени прва помош. Може да оди секој работен ден од 7:30 до 15:30 часот. Најмалку 37 луѓе, меѓу кои странски туристи, се убиени вчера во текот на терористичките напади изведени во хотел на туниското ретувалиште Сус на југот од земјата, покажува новиот биланс на жртвите кој го соопшти тамошното Министерство за внатрешни работи, според кое напаѓачите дошле во комплексот од страна на морето со гумен чамец. Билансот надминува 37 загинати, а меѓу нив и странски туристи, изјавил портпаролот на туниското Министерство за внатрешни работи Мохамед Али. Европа и понатаму е немирниот регион во светот и некои европски земји уживаат во историјата на ниво на мирот и стабилноста, додека Блискиот Исток тоне се подлабоко во насилства, покажува извештај од Глобален индекс на мирот во 2015 година. Европа во последните 4 години е все помирна. Трите најмирни земји во светот се Исланд, Данска и Австрија. Исто така 15 европски земји се меѓу првите 20 најмирни земји во светот. Со донесувањето на историската пресуда на Врховниот суд на САД, легализирани се хомосексуалните бракови во сите 50 американски држави. Со децени истополовите бракови беа нешто што припадниците на заедниците можеа само да сонуваат. Меѓутоа направена историска пресуда која овозможува склопување на хомосексуални бракови во сите американски држави. Традиционално 13 години поред Джолеф Компани организира турнир во табла, во кој се вклучени 64 надпреварувачи. Во играта се вклучени сите возрасти, почнувајќи од 10 па до 70 годишна возраст. Овој турнир се одржува 13 пат поред ова година и секоја година со 64 такмичари. Јас сум еден од главните организатори на овој турнир, а главен и скоро единствен спонзор е Джолеф Компани. Имаме надпреварувачи од Кавадарци и од Кочани. До прошлата година имавме од Скопје, но од оправдани причини оваа година не можеа да дојдат. Денес ни е трети ден, денес на програмата са полуфиналните и финалните делови. И оваа година на турнирот во табла има надпреварувачи од повеќе градови од Македонија, а надпреварувачите од Кавадарци веќе 8 пат учествуваат на турнирот во Штип. Јас сум организатор на турнир во Кавадарци, се вика Цајкова табла, по мојот татко покоен Цајко се викаше. И организираме турнирот. Исто поканувам во Кавадарци од вас, од оддел Штип, надпреварувачи и играчи, секоја година. Турнирот го правиме над 17 години во Кавадарци, али овде 7-8 години учествувам на овој ваш турнир. Овде не ни е толку битно победа, кој ќе победи, толку битно ни е дружината, пријателството. Многу сум задоволен од вашите прекрасни луѓе. Пријателство го шириме на турнирот, играме секоја година и идеме и вака чекаме и наредната година пак да дојдеме. Талбата како игра, нормално сите викат дека е зар, стварно да е стварно треба зарана, треба и знаење, елементарно познавање да талбата. Јас ја играм преку 40 години, али не значи дека стално ќе победиш. И зарот одлучува, али сепак игра е тоа, среќа. Освен дружењето и надпреварувањето помеѓу учесниците, секој од нив ќе добие и диплома за учество во турнирот, додека пак првите 3 места ќе добијат по една табла, пехар и медал за освоената награда. Интересно е што оваа година на турнирот има и 8 женски надпреварувачи.
Ракометарките на ЖРК Вардар вчера во Виена ги добија ривалите во групата од првата фаза од Лигата на шампионите за новата сезона. На извлекувањето Вардар ќе се најдоа во групата С, заедно со екипите на Мидтјеланд, Данска, Хипо Австрија и победникот од квалификационата група 1. Неголеми шанси за првото место во оваа група му се даваат на поранешниот европски шампион Гер од Унгарија. Надпреварите во групната фаза почнуваат во периодот од 16 до 18 октомври 2015 година. Во машка конкуренција актуелниот европски шампион Барселона ќе му биде противник на македонскиот шампион Вардар во групната фаза од Лигата на шампионите. Македонските шампиони се сместени во група со исклучително квалитетни противници, па идната сезона не очекуваат вистински мега дуели на црвено-црните во групата Б. Ждрепката ги смести ракометарите на Вардар во иста група со Барселона, Киелце, Райн Некар, Колдинг, Пик Сегат и Кристијанстад. Вардар е сместен во привилегираната група Б, која заедно со групата А возможува победниците во групите да обезбедат директен пласман во четвртфиналето. Тоа беше се во дневникот на Канал Плюс. Ви благодарам на вниманието. Имајте пријатно попладне со нашата програма.